Спортски поздрав, почитувани гледачи, се надеваме дека ве наоѓаме во добро расположение. Ако е така, останете со нас и со идните спортски херои на Македонија. Следува првото сезонско издание на програмата која што и оваа надпреварувачка кампања ќе биде посветена на спортот во македонскиот образовен систем, односно надпреварувањата кои се организираат под капата на Федерацијата на училишни спортови на Македонија. Токму така, следуваат минутите резервирани за идните спортски звезди на Македонија. За оние кои што не следеа претходната сезона не мора многу да објаснуваме. За преостанатите, само ќе потсетиме дека водејќи се од мотото на Меѓународната федерација на училишен спорт, воспитание во спорт и преку спорт, како и од геслото на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, учениците сакаат да спортуваат, да им го овозможиме тоа. Меѓутоа пред се, од потребата и важноста на училишниот за развојот на целокупниот спорт, одговорните во нашата земја покренаат темелни реформи кои ќе овозможат во училишниот спорт во наредниот период да бидат вклучени 100.000 основци и средношколци. Целта, која веќе полека и се реализира, е во секое училиште да се формира училишен спортски клуб. Во општините со повеќе од 5 училишта да се формираат општински сојузи за училишен спорт, задолжени за спроведувањето на надпреварите и спортските манифестации, согласно со календарот на надпревари и пропозициите на Федерацијата за училишен спорт. Освен новите содржини, ќе продолжи да се реализира редовниот систем на училишни надпревари. Акцијскиот план 2014-2016 предвидува надпревари во сите досегашни спортови, меѓутоа и во нови дисциплини, медиумски покриени од страна на македонската радиотелевизија. И тука некаде на сцена стапуваме ние, екипата која како и лани и оваа година, тргнувајќи од неделава, од седмица в седмица ќе го следи календарот на надпревари на Федерацијата на училишни спортови и преку емисиите и на интересните конкуренции ќе им понуди медиумски простор за мегдар на најдобрите млади спортисти, а вам ќе ви овозможи да уживате во квалитетни возбудувања. Се разбира благодарение на сето она кое што вредно и трудолюбиво го работат најмладите македонски спортисти и нивните тренери. Се потрудија претходната сезона, а талентираните спортисти заслужено се закитија со дипломи, одличија и со трофеи. Најдобрите ги избогатија своите витрини со признанија и обезбедија место на спортскиот камп, а токму тоа, одличие и можност за одмор и дружења со ривалите и со оние кои одбрале друга дисциплина е влогот и оваа сезона. Историските успеси на македонските спортисти на големите надпреварувања со кои не разгалија претходните неколку години недвојбено го имаат посакуваниот ефект. Кошаркарите, ракометарите, ватерполистите, каратистите, репрезентации, клубови и поединци. Може би и несвесно влијаја на самодовербата на припадниците на македонската нација, покажаа дека големите подвизи и значајните остварувања веќе не се привилегија на побројните, побогатите, на поголемите. Не дека не беше присутен и претходно, меѓутоа интересот за активно спортување по овие постигнувања осетно е зголемен. Овој тренд мора да се искористи и енергијата на армијата млади основци и средношколци да се канализира во насока на создавање здрави основи за искачување на спортските височини. Затоа, спортот на голема врата се враќа во училиштата. Подгответе се и поддржете ги младите. Под капата на Федерацијата на училишен спорт на Македонија се организираат надпреварувања во дури 20 на спортови. Пинг-понг, шах, стрелаштво, карате, џудо, борење, тенис, кајак, веслање и едрење, пливање, гимнастика, скијање, тенис, бадминтон, одбојка, кошарка, футсал, ракомет, фудбал, атлетика. Дел од општинските и регионалните конкуренции во колективните спортови се во тек, а ние ќе тргнеме со поинтересните случувања. Со одложени снимки од државните првенства во индивидуалните спортови се вклучуваме некаде на стартот од надпреварувачката кампања, а до финишот на сезоната. Преку неделни прегледи ќе можете да уживате и во возбудувањата во споменатите дисциплини. Па да тргнеме. Ке тргнеме со едно од поинтересните надпреварувања и со спорт кој е се поомилен кај помладите. Имено традиционално државното првенство во пинг-понг за ученички и ученици од македонските основни училишта ја отвора сезоната финални надпревари под капата на Федерацијата за училишни спортови на Република Македонија, а така беше и оваа година. Домот на најстарите лозови насади на Балканот и македонска престолнина на грозјето
Кавадарци ги вгости најдобрите млади пинг-понгарки и пинг-понгари од земјава. Центарот на Тиквешијата е редовен домакин на ова надпреварување, а спортската арена Јасмин и овој пат понуди мегдан за најквалитетните. Можеби кошарката и фенис е знакот за препознавање, меѓутоа на 7 ноември приматот во Кавадарци го имаше пинг-понгот, поточно младите од македонските основни училишта кои го одбрале овој едноставен, но интересен спорт. Во организација на Сојузот на училишен спорт на градот домакин Кавадарци, Пинг-понгарската федерација на Македонија и секако Федерацијата на училишен спорт на Македонија, државното првенство во машка и во женска конкуренција за оваа возрастна категорија, на едно место собра вкупно 61 ученик, од кои 41 момче и 20 девојчиња, од 10 општини кои неуморно и тврдоглаво ја негуваат пинг-понгарската традиција во Република Македонија. Секој со своите планови и подготвени за битки допатуваа млади од Струмица, Штип, Крива Паланка, Куманово, Битола, Крушево, Радовиш, Неготино, Свети Николе, Прилеп, Скопје и секако од Кавадарци и околните населени места. Пожелувајќи им добре дојде и успешен ден, одговорните предводени од председателот на Федерацијата на училишни спортови на Македонија Александар Тофелџиевски уште еднаш порачаа дека упорно ќе работат на остварување на целите на оваа своевидна училишна спортска ренесанса во земјава. Почитувани ученици, спортисти и бугари, вие сте гордоста на Македонија преку овој спорт да ја во иднина презентирате на меѓународно ниво. Денес сите сме овде дојдени заради вас. И затоа вие сте тие кои што ја градите спортската иднина на Македонија. Секако, еден голем поздрав до Кавадарци. Традицијата продолжува. Ова е прво државно првенство во серијата во оваа учебна година 2014 и 2015, каде што од Кавадарци почнуваме. И секако поздрав до Пинг-понгарскиот клуб во Кавадарци, поздрав до оваа спортска сала овде, Јасмин, Федерацијата Пинг-понгарска исто така, која ги е дава логистиката да овие првенства бидат на едно највисоко можно ниво организирано, и секако тука е домаќинот непосреден Сојузот на училишен спорт на Кавадарци. На крај, ова државно првенство го прогласувам за отворено. По интонирањето на македонската химна се беше подготвено за пинг-понгарските дуели, а за да бидат интересни и квалитативно изедначени, тука беа луѓето од Пинг-понгарската федерација. Нивна беше идејата првенството да се игра во репасаж систем со надпревари во машка и во женска поединечна конкуренција во кои за триумф беа потребни 2 добиени сета. Момчињата беа поделени во 7 групи од по 5 ученици и една група од 6 ученици, додека девојчињата составија 4 друштва од по 5 ученички. На 4 пинг-понг маси тргнаат во боите по групи и уште на стартот присутните уживаа во сето она кое што овој спорт може да го понуди. Брзи рефлексии, атрактивни поени, драма, психолошко надмудрување, различни техники, нервоза, радост, серии, пресврти, падови и подеми. Се разбира, се извојуваа најквалитетните ученички и ученици. Се обидовме да им посветиме внимание на сите подеднакво, иако за волја на вистината, некои од дуелите беа многу кратки. Затоа и се одлучивме да помуабетиме со дел од надпреварувачките и надпреварувачите, се пофалија од каде доаѓаат, кое училиште го представуваат и колку време го префрлаат целулоидното топче преку мрежичката на пинг-понг масата. Јас сум Михаил Бажиновски, 4-то одделение сум. Кое училиште и кој град? Од Крушево сум. А од кое училиште го представуваш? Од Никола Карев. Никола Карев. Добро, ти прв пат ли учествуваш на пинг-понг надпреварување државно првенство? Не. Си учествувал до сега? Да. Имаш некој резултат, некој место освоено или? Нема. Оваа година се надеваш? Не знам.
До сега се надпреваруваше ли, одиграли некој надпревар? Да, И победи, загуби? победих. Тешко ли беше? Не беше много. Победи со 2-0 или? Со 2:0. Добро. Да ми кажеш колку време тренираш пинг-понг и членуваш ли во некој клуб? 1,5 година. 1,5 година. Интересен ли ти е овој спорт? Планираш и во иднина да се занимаваш или? И во иднина да се. Значи ти се допаѓа. Јас сум Вицко Соколовски, доаѓам од Крушево, во шум 6 одделение и учиме во Никола Каров училиштето. Добро, денеска и ти ги браниш боите на твоето училиште. Колку надпревари одигра, каков ти е резултатот до сега? До сега ми е една тепана имам, изгуба немам, сега се очекува да играм. Прв пат ли учествуваш на државно надпреварување или? Не. Колку години имаш учествуване? Јас скоро 2 години. Скоро 2 години. Имаш некој позначен резултат? Не. Немаш оваа година како ти се гледа квалитетот силна конкуренција има? Има. И Силна. очекуваш Очекувам. да бидеш меѓу по осмина финале, четвртфинале, Да, полуфинале? да. Добро, многу успеха. Колку време не ми кажа тренираш пинг-понг? 2 години. Исто во клубот во Крушево. Да. Јас сум Андрей Канг и имам 9 години. Ајде ти Здраво, јас сум Давид Канг, имам 11 години. Во школата Петар Побасов, во Скопје. колку време тренирате пинг-понг? Некаде 2 години. 1,5 години. Во кој клуб тренирате? Влај без бедност. И зошто го одбравте баш овој спорт? Ти се допаѓа? Да. Ти зошто го одбрав? Ми беше интересен спортот. Го гледате и на телевизија? Да. Следите некои од вашите, например, корици кои што се квалитетни, знаете некои популарни? Па не знаеме многу, ама да. Добро, денеска ти се надпреваруваш или уште чекаш ред? Уште чекам ред. Добро, што очекуваш да победиш? Да. Ајде, Давид, ти ке ни кажеш, ти се надпреваруваш? Да, Успеа да победиш? да. Како ти се биде, тешко или Лесно беше. очекуваш да оствариш некој позначен успех? Да. Прв пат ли учествувате на државно првенство или сте били и претходно? Мислам прв пат ние. Јас сум Деспина Ристовска. Јас сум Ана Стојанска. Стефанија Вучевска. Стефанија, ти ке ни кажеш од кој град доаѓате, кој училиште го представувате? Доаѓаме од градот Крива Паланка, го представуваме училиштето Јаким Крчовски. Колку време ти тренираш пинг-понг? Јас тренирам 2,5 години. Имаше ли надпревар до сега? Да, имав. Успеа да победиш или? Да, Како ти се гледа, ти биде тешко да се освои некое место позначено или? ќе биде. Остра ли е конкуренцијата? Да. Ајде, ти ќе ни кажеш колку време тренираш? Јас тренирам 2 години. Денеска имаше надпревар? Да. И победи или? Една победив, една изгубив. Продолжуваш натаму? Да. Кои ти се очекувањата до денешниот надпревар? Па да победиме. Добро, ти до сега си учествувал и Кривопаланското Да. училиште? Да. Си учествувал? Да. Имаш некој позначен резултат? Па не. Добро. Кои ти се идеите со пинг-понгот да продолжиш да тренираш и во иднина? Да. Се занимаваш со овој спорт? Да. Ќе ни се представиш од кој училиште доаѓаш, кој одделение? Јас сум Андреја Стојмановска, учам во Толис Ордомис, сум 9 одделение. Добро, денеска си на државно првенство, досега имаш ли настапувано на вакви Да, имам настапувано и имам освоено 4-то место. Оваа година како ти се гледа конкуренцијата, посилна е твое очекување за твој пласман? Секако конкуренцијата е многу јака и многу е потешко да се игра, но ќе се потрудам колку можам да... Имаше ли досега надпревари? Да, имаше. Колку учествуваше ти? Победи, загуби? Одиграв 2 надпревари, 1 победив, 1 загубив. Јас сум Василин Боговајска, доаѓам од Крушево. Дојдеше од Крушево. Колку време ти тренираш пинг-понг? Година и пол. Тренуваш во тамошниот клуб Да. во Крушево? Да. И како ти оди со пинг-понгот? Добро е. Задоволна си? Да. Денеска ова прво ти е надпреварување државно или си учествувала до сега? Сум учествувала повеќе. Имаш некој резултат значаен или? Да. Што имаш освоено? Прво место и диплома. Денеска се надпреваруваш или се уште чекаш ред? Се уште чекам ред. Како ти изгледа? Тешко ќе биде или? Па, ќе видим. Има квалитетни Ивани? Им. Не ми кажа кој одделение си само? Четврто. Јас сум Ивана Манова, доаѓам од Скопје, од училиштето Војдан Чернодрински. Кој одделение си? Осмо... Осмолетка или деветолетка? Деветолетка. До сега имаш учествувано на многу државни надпреварувања или? Па многу малце. Многу малку. Со пинг-понг се занимаваш од кој? Па од пред една година. Од предната. Што ти текна баш овој спорт да го одбереш? Тренираше нешто друго или? Па тренирав кошарка и тренирам уште тенис, и шах сега тренирам. И
пинг-понг сакав да го играм. Значи повеќе ентузијастички можеби пинг-понгот. Кој ти е меѓу овие што ги спомена омилен? Шах. Се учествували во училишни спортови во некои од другиве? За шах сме освоиле 2 пати еднаш прво место, а вториот пат второ. Во некои од другите спортови си се натпреварувала? Пинг-понг исто за школско имам освоено прво место. Во клуб во каков тренираш? Од кој од овие спортови што ги спомена? Пинг-понг или не? И во пинг-понг и во шах. Јас сум Ива Димитриевска, учам во Толе Зортомис и сум 8 оделение. Колку време тренираш ти пинг-понг? Па има 3,5 години. Членуваш во клуб во Куманово? Да. И го представуваш и училиштето, досега си бил ли на државни надпреварувања, имаш ли резултати? Да, освоив второ место. Второ место и задоволна ли се тоа како се движи твојот квалитет, напредуваш ли? Па да, Оваа година што очекуваш? добри успеси. Досега се надпреваруваше ли денеска и што успеа да направи? Па денеска победив една и на другите сум победила прво место. Очекување некој до крајот, видели кои ти се најголеми ривали, тешко ли ќе биде или? Па мислам дека во финалето ќе биде натешко. Додека ние му обетевме, надпреварувањето одеше според зацртаното од страна на одговорните. Најдобрите во претходно споменатите групи во машка и во женска конкуренција составуваа финални групи. Во машката се пласираа по тројца првопласирани од друштвата или вкупно 16 ученици, додека финалната група кај девојчињата ја сочинија 8 ученички. Што ќе рече, елиминацијскиот сегмент тргна од 8 на финале кај пинг-понгарите и од четврт финале кај младите пинг-понгарки. Тука веќе немаше многу можности за грешка и прилики за опуштање. Потребно беше да се понуди најдоброто, како и да е колку и вредно и напорно да се тренира. Понекогаш се сведува на моментната концентрација и форма, односно расположението тој ден. Затоа, секоја чест и за оние кои влегуваат во завршните битки, меѓутоа и за сите кои со своите залагања, упорност и талент го збогатија државното првенство и покажаа дека можеме да бидеме горди. Додека силите ги одмерува оние кои во иднина ќе го водат главниот збор во македонскиот пинг-понг, поразговаравме со еден од најупатените, генералниот секретар во соодветната федерација Ивица Гласновиќ, за тоа колку тој е задоволен од она кое што го понудија младите ученици. Па ние веќе неколку години традиционално во Кавадарци, пошто имаме тука пинг-понгарски клуб во Кавадарци и со нивна помош, бидејќи имаат она опрема која не е потребна за одржување на вакви надпревари. Инаку ние имаме многу добра соработка со Сојузот за училишен спорт и секогаш почнуваме први некако во календарската година, ова 2014-2015, ние сме како прво државно првенство на Сојуз за училишен спорт за основни училишта. Тоа го правиме овде во Кавадарци и организацијски мислам дека е добро. Сетина дечиња, од нив повеќето девојчиња, таква ли е сликата и на македонскиот пинг-понг, поинтересен ли е за девојчињата? Па не, мислам дека не е. Во главном повеќе се бават со нашиот спорт машки, од девојчиња, но мислам дека е проблемот друг. Сега со формирањето на клубови во училиштата, мислам дека ќе имат и секции за пинг-понг и мислам дека тогаш ќе се зголеми бројот и на машките и на девојчињата, бидејќи сега останува целата таа активност на нашиот спорт повеќе останува на клубот отколку на училишниот клуб. Со формирањето на овие клубови во училиштата мислам дека ќе биде бројот на децата поголем, бидејќи ќе има повеќе луѓе кои ќе работат со децата во училиштата. Денеска драгоцена беше вашата помош, што организацијска, меѓутоа се вклучивте и како судија ги следевте надпреварите. Ова веројатно ви е интересно, ги гледате најмладите, има ли квалитет, капацитет, ќе се издигнели малку пинг-понгот на повисоко ниво да стане интересен за широките? Па има деца, секогаш сме имале ние квалитетни деца, секогаш сме имале добра селекција. Оние деца кои учествувале во репрезентацијата, секогаш имале добар квалитет, били талентирани. Јас од пред 2 недели се вратив од Балканско првенство до 21 година од Тирана. И имавме дете наше кој освои бронза во парови со едно дете од Црна Гора. Сакам да кажам дека секогаш сме имале талент, но не доволно сме инвестирале во тие деца. Како сојуз зборувам, бидејќи пред тоа имавме деца наши кои освоија медаља како
во клубот Паланка, Амелија Уце, па Кристијан Станојковски, па Живко Апостоловски. Тоа се деца кои освоиле медаља. Тоа се деца кои работат аматерски, не работат професионално како во другите држави. Мислам дека имаме, од секоја сме имале добар потенцијал, но не сме го искористиле до крај. Овој систем кој што сега осмислет нов, да не задржам уште многу, мислите ли вие дека ќе вроди со квалитет преку училишните клубови, како што рековте, од масовноста да се дојде до квалитет? Се разбира, ако има поголема масовност, има подобра селекција. Со ова сега што се направи во Сојуз на училишен спорт, мислам дека има поголеми можности на колегите мои кои работат во училиштата да работат со деца млади, значи базата ќе биде многу поголема и селекцијата ќе биде уште подобра. И мислам дека тоа е иднина на нашиот спорт во Република Македонија. Презадоволен од ефектот и квалитетните дуели во кои самиот уживаш, првиот човек на Федерацијата на училишни спортови Александар Туфекџиевски ги пофали момчињата и девојчињата кои одржуваат жива и просперитетна традицијата на овој спорт во Македонија. Како што кажавте, отвораме сезоната државни првенства, тргнуваме од кавадарци традиционално, па со како фелам влегуваме во ова нова сезона, државни финали и некој сезоната е почнала. Да, секако, значи, училишниот спорт доживува еден препород во смисол на она што од минатата година веќе многу се направи, и медиумски, и организацијски, и на сите други нивоа. Така да од оваа година сезоната значи почна на она што значи општинско градско ниво, веќе се одигра повеќе надпревари врзани со ова државно првенство за пинг-понг за основни училишта. Така да јас лично како претседател на Федерација на училишен спорт на Македонија во координација со Министерството за образование и наука и Агенцијата за млади и спорт дека проектот не само што ќе успее, него ќе како овозможи еден развој, значи одржлив развој за во иднина. Така да ова државно првенство мислам добро е што го одбележуваме како прво во серијата, негде ќе имаме преку 40 такви првенства во текот на учебната година. Голем мотив е за сите спортисти да дојдат тука, мислам од повеќе градови. Најдобрите ученици кои што беа во пинг-понг, значи имавме и во пинг-понгот иницијатива за во сите училишта се доделува и пинг-понгарски маси. Така да сето тоа, знаете што, збогатува на она што значи масовност во пинг-понгот и на некој начин она што во клубовите, да речеме, недоволно таа масовност на некој начин е присутна, овде компензираме, па сега регрутираме нови спортисти. Впрочем, сега моментално зборуваме за пинг-понгот, него истото тоа и за другите спортови се случува. Забележителна беше промената, како што кажавте, нова енергија која што доаѓа од децата од минатата година, сето тоа организацијски на повисоко ниво. Има ли новини некои кои што се воочени од претходната сезона кои што ќе бидат имплементирани ова? Да, секако, мислам, новината е во тоа што ние традиционално класичниот училишен спорт, условно кажано така класичен, каде што имаме систем на надпревари, општински, па зонски, регионални, па државни, меѓународни, тој систем си функционира, можам да кажам, на едно така сериозно високо ниво. Меѓутоа, масовниот училишен спорт, она што значи на училишно ниво, тука имаше една празнина, еден вакуум за која што владата побара да се изработи трогодишна стратегија специјално за масовниот училишен спорт на ниво она што значи на училиште, така да во таа стратегија од оваа година веќе се направи сериозни исчекори на ниво на училиште, на ниво на општина, значи се вклучи локалната самоуправа заедно со сите директори на училиштата, се вклучи нормално Министерството за образование и наука, Агенцијата за млади спорт, ние како федерација оперативно исто така сме секаде присутни. И таа нова енергија, да кажам, од аспект на поддршка, значи од државата на училишниот спорт во масовната сфера, бидејќи државата вложи огромни средства во капиталните инвестиции и преку образовниот систем за спортските сали и терени, а и преку спортскиот систем. Така да сега моделот на организирање на учениците во што повеќе спорт, на некој начин ние го дефиниравме и од ова учебна година со тој нов модел за масовниот училишен спорт стартуваме. Јас како председател верувам во оваа иницијатива и чекор по чекор за 3 години процентот, значи на ученици вклучени во спорт на ниво на секој училиште
треба да биде поголем од 1/3. Това беа всушност проекциите, некои бројки дали имате од минатата година или оваа година кои се зацртани колку всушност ученици, што основци, што средношколци би учествувале во сите овие натпревари? Така, значи овде имаме две суштински работи. Првата работа е број на ученици во континуиран тренинг, каде што минимум 2 пати неделно се вклучени во некој спорт, и имаме број на ученици вклучени во систем на надпревар. И се малку ние направивме сега во септември и октомври една анализа на сите, во сите општини, во сите училишта во Македонија. И таа анализа знаете што покажа? Ние имаме од минатата година поголема бројка вклучени во систем на надпревари отколку што во континуиран тренинг на ученици. Овде е суштината. Значи, овде е заложбата, значи, на државата, на владата, да ние направиме исчекор во она што значи поголема бројка во континуиран тренинг. Тука сега се отвараат во новиот закон за основно и средно образование, се отвараат училишни спортски клубови во сите училишта. Тие училишни спортски клубови внатре сите спортови се негуваат, значи за кои што има услови, и на некој начин тие клубови ќе бидат, како ви кажам, главниот одговорен мотор во училиштето за масовноста во спортот. А ова што е во систем на надпревари, тоа не е проблем. Тука ние ќе собереме, ќе направиме, ама ако немаме армија кој што континуира тренат, тогаш веќе посериозно, и затоа се замисливме за тоа да го надминеме. Тече ли тоа како што беше планирано? Се формираат ли училишните спортски клубови? Да, од анализата, значи што ја направивме, веќе имаме, значи имавме ние околу 30 до 40 пред ова со законски да излезе. Сега масовно, значи се отвара, некаде имаме околу 120 веќе училишни спортски клубови кои што се отвараат сега. Тие прво треба во централен регистар, па треба во федерација да се пријави, па во агенција за млади спорт. Значи малку е процедурата, така да речем, не можно брзо да се изведе, ама за неколку месеци јас верувам дека акцијата ќе биде многу успешна и ќе имаме над 200 училишни спортски клубови. Председателот Туфекџиевски подвлече дека сите институции кои се најповикани ќе се потрудат со тоа што ќе ја реализираат зацртаната програма да придонесат кон градењето на успешна држава и нација преку спорт и здрави животни навики. Од она што го гледавте и минатата сезона и очекувањето тоа, има ли квалитет, желба кај децата, овие ги гледаме ли едните репрезентативци? Учениците, мислам, сите анкети покажуваат над 70% децата сакаат да спортуваат. Моделот на организирање е многу важен да се најде, каде што тие сите ќе ги придобиеме во спорт. Така да мотивот кај учениците, овие од мали нозе, овие тука, да кажам, основци, и во оделенска настава, кај што имаме навистина тука една како да речеме, една празнина, и тука акцент сега ставаме, тие ученици не само што ќе видат нашата иднина, него тие, што ви кажам, не само во рамките на она што значи спорт, меѓународна афирмација, него тие, знаете што, превентивно, фактички и од здравствен аспект, и од аспект на социализација, и од се она што е врзано како здрава содржина преку спортот, фактички ние ќе успееме. И затоа, мислам, јас морам да кажам, значи, државата, значи, на чело со премиерот, исто тоа морам да го истакна, бидејќи тој и спортиста и така натака, вложи огромна енергија за да можеме оваа масовност да ја обезбедиме. Многу, ние ќе бидеме тука целата оваа сезона, ќе се дружиме, ќе ги проследиме сите надпреварувања и се надевам дека ќе бидеме задоволни. Ви благодарам на вас и секако вашата поддршка, значи на македонската телевизија, за ова се што се одбележува, знаете колку мотивот го издига. Го издига на едно многу посериозно и повисоко ниво. Исто така, значи таа поддршка е неопходна за овој систем да се развива и се надевам дека оваа година ќе биде уште поуспешни од претходната. Да се надеваме дека младите ќе добијат можност да се истакнат на борилиштата и со тоа да бидат мотивирани за успех и во животните битки, а ние полека да му се посветуваме на најдоброто од државното првенство во пинг-понг за младите од македонските основни училишта. По многу интересни двобои, квалитетни ривалства и напнати надмудрувања, еве ги и резултатите од надпреварите по кои се издвојаа најдобрите машки и женски учесници. Во првиот надпревар, Добринка Салтирова од основното училиште Димката Ангелов Габерот од Кавадарци беше поуспешна од Мила Штркова од основното училиште Ванчо Прке од Штип.
Цвета Велкова од основното училиште Маршал Тито од Струмица ја победи Марија Димитрова од основното училиште Глигор Прличев од Скопје. Бојана Михајлова од основното училиште Вера Јоцик од Скопје беше поуспешна од Андреа Настевска од основното училиште Свети Кирил Методи од Битола, а место во полуфиналето обезбеди Ива Димитриевска од основното училиште Толизор Думис од Куманово, која славеше против Васе Богоевска од основното училиште Никола Карев од Крушево. Во полуфиналниот сегмент Салтирова триумфираше против Велкова, Димитриевска против Михајлова и заедно го составија истото финале како и претходната година. Што се однесува до момчињата, прв до полуфинале стигна Александар Икаловски од основното училиште Кире Гавриловски Јане од Прилеп. Тој славеше против Диме Стојчев од основното училиште Кирил Методи од Свети Николе. Противник меѓу четворицата најдобри му беше Михаил Насковски од основното училиште Крсте Мисерков од Куманово, кој претходно се радуваше во двобојот со Нико Доага од основното училиште Никола Карев од Крушево. Димитар Караманов од основното училиште Никола Вапцаров од Струмица беше подобар од Александар Петрушевски од основното училиште Никола Карев од Крушево, додека Методи Божаровски од основното училиште Јана Москоменски од Скопје славеше во надпреварот со Теодор Волкановски од основното училиште Никола Карев од Крушево. За место во завршниот финален двобој се изборија Рикаловски против Насковски и Божаровски кој славеше против Караманов. Браво за недобрите, за кои што секако ќе издвоиме и малку повеќе простор. Уживајте во финалињата. Ке тргнеме од женското, во кое за честа и за титулата најдобра ке се надпреварува интересно истото дуо од лани. Добринка Салтирова од основното училиште Димка Ангелов Габер од Кавадарци против Ива Димитриевска од основното училиште Толизор Думис од Куманово. Само да додадеме дека домакинката е во розова маичка, Кумановката е во сината. И како што веќе кажавме, тие се познаваат меѓу себе. Традиционално еве и втора година играат во финалето, значи квалитетот е на ово место. Според изборот гледаме дека прва ќе сервира кавадарчанката Добринка Салтировска. Поените тука се брзи, нема да има потреба за некој претеран коментар или објаснување, се гледа, да се надеваме дека ќе ни дозволат и надпреварувачките да уживаме во овој интересен надпревар. Веќе 2-0 на брзина победува гостинката. Еве една подолга размена на поени по која што го намалува резултатот Салтировска. Сега малку и со помош на среќата 3-1 за Димитриевска. Полека на сигурно доаѓа во ритам и во форма и надпреварувачката од Кавадарци. 3-3, прво изедначување. Одличен поен, ова е многу добро за самодоверба на Кумановката, ново водство за неа. 4-3 за Ива Димитриевска. Долга мирна размена на топчето и на крајот, кога се забрзува ритамот, греши Димитриевска, 4-4. Уште една нејзина грешка и еве го првото водство за Кавадарчанката. Сега серија од 3 грешки, малку и нервоза. Ке се смири Димитриевска, таа е на сервис, куби со 6-4. Заредија сега проблемите. Добар сервис беше ова. Видиме, ке искористеле, успеа да се одбрани затоа што веднаш со сервисот напад на Димитриевска, меѓутоа Салтировска успеа да го освои овој поен. Сега таа греши. Сепак има опиплива предност и мислам дека ќе го освои овој поен, иако така не мисли Димитриевска. Намалува на 8-6.
Има уште доста да се игра во овој сет. Меѓутоа не со вакви грешки, полека но сигурно се доближува до предноста од 1-0 Салтировска. Само и помага оваа нервоза кај Димитриевска. Десет-7 дали е доцна само за еден обид да се направи нешто повеќе, резултатски приклучок за пресврт веќе тешко дека може да стане збор, меѓутоа да не ја отпишуваме Димитриевска. Познат е Кумановскиот инает, еве одличен поен по кој што се радува токму Димитриевска, како што кажав, ова е многу добро за самодоверба. Двајцата тренери одстрана со внимание го следат дуелот, кој што досега одговара на критериумите за финале. И завршува сетот како што всушност и во главно се одвиваше со грешка на Димитриевски, иако водеше доста рано, имаше предност над преврачката од Куманово, сепак незините грешки го одбележа првиот сет. Советите од тренерите секако ќе бидат добре дојдени во пресрет на вториот. За оние кои што можеби не следат повнимателно, веројатно и се сеќаваат дека кога бевме во посета на овие најмлади спортистки во Охрид на спортскиот камп, во сегментот пинг-понг ги најдовме како тренираат токму овие две надпреварувачки, значи настрана од ривалството, се и блиски другарки, пријателки, иако секако ги дели географијата, живеат доста далеко една од друга, меѓутоа се познаат всушност се надпреваруваат и на клубско ниво многу често една против друга. Сега прва на сервис Ива Димитриевска од Толе Зордум из Куманово. Почнува добро повторно. Има иницијатива, таа главно ги раководи поените, меѓутоа затоа и грешките скапо ја чинат. Решава игра на мрежа. Сервис на мрежа, се извинувам. Сега ја натера да сгреши Салтировска. 2-0 за Димитриевска. Уште еднаш, сега мала нервоза кај домакинката. Затоа и бара тайм-аут. Уште на стартот на вториот сет губи со 3-0. Допушта Добринка Салтировска мирна размена на топчето преку мрежата, за на крајот токму Ива Димитриевска да се одлучи прва да напаѓа. Доста често грешеше, меѓутоа еве неколку пати тоа и се исплати. Затоа и ова водство од 3-0 со кое што ќе се обиде да се врати во надпреварот, инаку губи со еден сет. Што веќе рековме, се игра во 2, што значи загубата на овој би била загуба и на надпреварот, меѓутоа има веќе доста голема предност за пинг-понгарски услови. Уште една долга размена и потоа 2-3 додавања со силен интензитет, по кој што 5-0 веќе има Ива Димитриевска. Нападна сега Добринка Салтировска, пресилно и непрецизно. Губи со 6-0. Али веќе се откажа од овој сет. Седем-0.
Ево првиот поен за домакинката и тоа по грешка на Ива Димитриевска. 7-1. Ево еден интересен поен со висок интензитет и брзина уште од самиот почеток. 8-1 за Ива Димитриевска. Сега се ражестува играта. 8-2. Ќе се обиде да стори што може да се стори, верувам, Добринка Салтировска, меѓутоа премногу е ова за надоместување. Ке видиме сепак да не ги одземаме шансите и на неа. Еве и среќата ја посака. Како и да е, двојно повеќе поени за Димитриевска. Добар поен за одлично расположение на домашните навивачи. Меѓутоа нема да пропушти да го валоризира направеното во стартот на овој сет Ива Димитриевска. 9-5, многу е близко до изедначување. Игра претежно на десната страна на Салтировска. Ова главно враќа со бекхенд. И еве го изедначувањето кое што го напоменав, ке беше премногу всушност да направи резултатски камбек Добринка Салтировска и да победи со 2-0. Така, сега ќе гледаме она што е навистина одлика на финалето, неизвесен трет сет завршница каква што само може да се посака. Може би се работи за млади девојчиња, деца. Психологијата тука е иста како и кај надпрерувачите од висок ранг. Титулата е во прашање. Ривалството уште повеќе ако се знае, како што реков, дека веќе неколку години тие се во врвот на државните првенства за основци. Така што голем е влогот во овој трет одлучувачки сет. Малку повеќе почека Димитриевска, подолги советите на тренерот на Салтировска. Таа ќе биде прва на сервис. Важно и отворањето на одлучувачкиот сет. Ева малку мрежичката беше на страната на домакинката, победува таа со 1-0. Пресилен беше овој смеч, за да може да го врати Димитриевска. 3-1 има Добринка Салтировска. Сега ова ефтино продаден поен, лош сервис во работ на масата. 3-2. Не требаше да биде преголем предизвик ова за враќање, меѓутоа си направи проблем Димитриевска. Губи со 4-2. Еве еден напад. Меѓутоа, по една добро вратена топка, веќе на спротивната страна, вториот удар непрецизен на Салтировска, намалува на 4-3 Димитриевска. Малку деконцентрирано ми делуваат и двете, посебно Салтировска, со оној лош сервис, овакви непрецизни топчиња. Ке ги менуваат и страните во овој завршен решавачки сет. А со тоа ќе треба да се смени резултатот. 5-4. Резултатски пресврт забележуваме, меѓутоа продолжува изедначено во напрва 5-5.
6-5 води Кумановката. Ќе успее ли да стигне конечно до титулата толку посекувана, да ја детронизира својата пријателка. Заедно двете веќе обезбедија место на спортскиот камп. Меѓутоа 8-5 ова е веќе за пинг-понгарски услови голема предност, не се предава, сепак Салтировска намалува на 8-6 со одличен поен. Грешка на Димитриевска. Во обидот за што подобар спин го промашува топчето, секако тука свој улога имаше и спинот на Салтировска, која што сега има извореден камбек ретурн на нападот на Добринка Салтировска, меѓутоа не успеа тоа да го валоризира. Уште една долга размена чекаше Димитриевска и погреши Салтировска. Дали сега психологијата ќе го направи своето? Прва меч топка за Ива Димитриевска. Греши. 10-8, возбудлив излегува како што и се очекуваше овој надпревар. Греши повторно Димитриевска. Психологијата делува, меѓутоа не кај Добринка Салтировска, туку Ива Димитриевска како да се подуплаши од тоа дека ќе го добие поенот 10-9. Не ја искористува ниту третата меч топка. Интересно, изедначување 10-10 веќе му се потребни 2 поена на кои да победува. 11-10, конечно по трите пропуштени меч топки Димитриевска доаѓа до поен, победува со 11-10, еве ја четвртата меч топка, кој совети од нејзиниот тренер. Одличен поен и смеч 11-11, ново изедначување. Игра на нерви. Долги размени, апсолутна тишина, конечно во пол позиција. Меч топка за Добринка Салтировска. Видиме дали таа својата прва ќе искористи. Да. Со резултат 13-11, триумфира домакинката, кавадарчанката, разбирливо разочарување на лицето се гледа подносот на Ива Димитриевска, меѓутоа можеме да кажеме сосема заслужено, поинтересен, возбудлив надпревар кој што ги оправда очекувањата за финале. Добринка Салтировска од Кавадарци од основното училиште Димка Тангелов Габерот ја одбранува титулата и е државен шампион во конкуренција на ученички од основните училишта во пинг-понг. Честитки! Ете, тоа е спортот, тоа е пинг-понгот. Се надеваме дека овој супер интересен, напнат и неизвесен надпревар ќе ве задржи на нашата програма и за машкото финале, но пред тоа да им овозможиме на неуспешните девојчиња да се израдуваат на одличијата, а токму доделувањето на медалите е одлична можност да го повториме конечниот пласман во женска конкуренција. После еден убав спортски ден, како на почеткот стигнавме и на самиот крај, верувам дека се помина во најдобар ред, како за надпреварувачите, така и за водачите, за нас одговорните лица. Мислам дека беше денот убав, посебно ни го разубавихте, нели, со вашите ферплей спортски пинг-понгарски надпревари. И за крај да не должиме многу, нели, сепак се потрудивме и да дадеме мали признанија на најдобрите во женска и во машка конкуренција. Тоа е по една диплома и по една медалја. Значи, во женска конкуренција за освоено трето место за основно училиште освои Михајловска Бојана. Второ место Ива Димитриевска. И прво место
Домачиниката со Тирова Добринка од Кавадарци. Значи титулата и медалот за прво место и припаднаа на Добринка Салтирова од основното училиште Димкат Ангелов Габерот од Кавадарци. Второ место за Ива Димитриевска од основното училиште Толизор Думис од Куманово. И третата позиција ја заслужи Бојана Михајлова од основното училиште Вера Јоцич од Скопје. Домачиниката со Тирова Добринка од Кавадарци. Тоа беа неуспешните пинг-понгарки од македонските основни училишта, а еве ги и нивните впечатоци од овој турнир. Второ место малку разочарана, меѓутоа и тоа е голем успех, ке ни се представиш право? Јас сум Ива Димитриевска, доаѓам од Куманово, учам во основното училиште Толизор Думис. Добро, задоволна ли си? Сепак со пласманот второ место не е мала работа. Па задоволна сум, ама можеше и да подобро да биде. Го имаше надпреварот во раце, водеше во третиот сет многу изедначен надпревар, мислиш дека среќата имаше малку удел? Па да, мислам дека среќа. Ти се видели денот интересен, беше ли тешко да се стигне до финале до ваков? Па јас знаев дека јас и Добринка ќе бидеме во финале, не беше тешко, но финалето добро, малку беше потешко. Вие традиционално се состанувате во завршниците и на клубско ниво и тука се знаете од претходно? Да, се знаеме 2-3 години и секој турнир ние две сме во финалето заедно. Да ни кажеш само накусо нешто кратко за тебе, колку време тренираш пинг-понг и планираш ли во иднина оваквите успеси те мотивираат ли да пробаш? Јас тренирам 3,5 години и планирам, утре има турнири, не знам, мислам дека ќе победам. Јас сум Бојана Михајловска, учам во основното училиште Вера Јоцик и сум на 7 оделение од Скопје. Добро, ти задоволна ли си со третата позиција, можеше ли чекор понатаму или? Можев, ама етен. Што мислиш дека пресуди? Малку неискуство или среќа? Па среќа. Те надпреваруваш ли долго време, прв пат ли на државно или си се надпреварували досега има? Надпреварував досега, тренирам 3 години. Имате некои позначени резултати како овој трето место претходно си била можеби подобро пласирана? Па сега не. Добро, денеска си поминали убаво во Кавадарци и ти беше ли интересно или тешко беше надпреварување? Да, интересно беше. Честитки на почетокот за триумфот, беше ли тешко да се победи? Имаше малце тешкоти, но сепак добро помина. Помогна ли тоа што си на домашен терен? Па да, имаше доста од моите родни сестри. Те подржуваа, значи. Ние со тебе се запознавме уште на спортскиот камп, значи штом таму си заслужила место, постојано си во врвот. Кажи ми да не бранеше случајно титул од минатата година или? Минатата година бев на државното првенство поединечно прво место. Исто прво место како да. сега, значи. Да. Ја одбрани всушност титулата. Да. Добро. Денеска како помина денот, како го оценуваш? Беше потешко од минатата година или? Малце потешко од минатата година, затоа што сепак сите тренираат, но беше супер помина. Кој оделение си ти и колку време тренираш пинг-понг? Во кој клуб во моментот членуваш? Јас сум 8 оделение, учам во основното училиште Гоце Делчев Кавадарци и сум во клубот Градба Промет Кавадарци. Колку време тренираш и колку време се занимаваш всушност со овој спорт? Оваа година ми е 5-та година и планирам да продолжам понатаму. Овие успеси вакви те мотивираат ли? Уште сега имаш обезбедено пак на спортскиот камп место. Те мотивираат ли, ти даваат ли желба повеќе да тренираш во иднина, да освојуваш поголеми резултати? Па да. Браво за девојчињата, не само за победничкото трио, туку за сите кои со учеството го збогатија надпреварувањето. А сега да им го посветиме должното внимание и на момчињата. Да подсетиме, место во финалето и обид за освојување на шампионскиот наслов во оваа возрастна конкуренција заслужија Методи Бужаровски од основното училиште Јана Москуменски од Скопје и Александар Икаловски од основното училиште Кире Гавриловски Јане од Прилеп. Уживајте! Девојките се потрудија, одговорија на предизвикот и на очекувањата, понудија финале, како што може само да се посака, да видиме колку на висината на задачата ќе бидат и момчињата. Последни совети од тренерот и за едниот и за другиот надпреварувач. И прв на сервис Методи Бужаровски.
А првиот поен за Александар Рикаловски. Она што ќе го слушате во позадина е секако и поздравувањето на некој од поените во надпреварот за третото место, кој што се игра паралелно, меѓутоа ние нашето внимание ќе го посветиме токму на оваа пинг-понгарска маса. Имаат често овие двајца надпреварувачи. Судија на надпреварот да биде генералниот секретар на пинг-понгарската федерација Ивица Гласновиќ. А почнува изедначено дуелот, 3-2 предност за Методи Божаровски. Евеќе 4-2. Грешка на Божаровски сега и намалување на 4-3. И овде главно на тугите грешки за сега се освојуваат поените. Не се разгорела уште играта. Повеќе од грешките во полза на Божаровски за сега. Мислам дека сите 7 поени ги освои на тој начин. Секако и добриот напад има тука удел за да не може да ја врати топката како што е потребно ривалот. Еве, конечно една добра, брза, силна размена со висок интензитет. 8-4. Интересна техника на сервис практикува Методи Божаровски. Атрактивно се обиде со свртување да ја врати ова тупка Рикаловски, не успева. Веќе прва сет топка за Методи Божаровски. Не искористува, намалува на 10-5 Рикаловски. Некако Тивко ненаметливо доаѓа до можност да поведе во надпреварот. Божаровски ја искористува. Втората меч топка поведува со 1-0 во сетови. Разбирливо различна атмосферата во двата агола. Малку нервоза кај Рикаловски, а опуштен и оптимист ми изгледа Методи Божаровски. Тоа како што зборував и претходно. Целиот ден всушност помина во еден таков амбиент. Повеќе од тренингот некогаш може да одлучува и моментното расположение. На сервис при Лепчанецот. Поведува со 1-0. Важен им е првиот поен на овие млади надпреварувачи, да видиме дали така ќе биде случај овој пат. Убав поен, по кој што 2-0 има Александар Рикаловски. Намалува на 2-1 Божаровски. Доста поквалитетно влегуваат во вториот сет и двајцата надпреварувачи, ги нема толку грешките. Сега како да го прореков Рикаловски. Изедначување. Тоа нервозата го прави своето, не само загубениот поен, туку со едно такво расположение се влегува и во сите наредни, а тоа влијае многу на играта. Методи Божаровски за сега го искористува тоа расположение кај својот ривал. Од грешка во грешка ќе мора после изгледа да бара тайм-аут, токму така
Рикаловски затоа што губи со 6-3 во вториот сет, иако почна релативно добро, како да се подразбуди по првиот, кој што го загуби. Да се надеваме дека чисто заради играта, заради малку повеќе неизвестност, каква што следевме во првото финале денеска, женското, ќе се подразбуди и ќе успее да се врати над преварувачки Рикаловски. Па да следиме и овде интересна и возбудлива завршница. Сепак не мисли така Божаровски, ги враќа и одговара на нападите на Рикаловски, кој што му одговара со грешки и продолжува да греши. Можеби 4-5 топчиња не успеа ниту да ги префрли како што посакуваше преку мрежата. Сега, ова е добар напад и смеч, по кој што намалува на 8-4 Рикаловски. Меѓутоа мислам дека е премногу доцна, нема да дозволи резултатско враќање, посебно не со ова интересна техника на сервис која што ја споменав на Божаровски. Еве веќе води со 9-4, мислам дека полека, но сигурно го решава над преварот во своја корист. Помина топчето, меѓутоа под мрежичката и еве ја првата меч топка за Божаровски. Не искористува. 10-5. Два пати топчето играше на самиот раб, ја погодија белата линија и двајцата надпреварувачи. 10-6. Одличен поен, како за финиш и за освојување на турнирот во машка конкуренција. Методи Божаровски од Јана Москоменски од Скопје е шампионот на машкиот дел од турнирот на државното првенство во пинг-понг за основци. Честитки за него, секако можеби беше малку порасположен во првото финале, улога имаше среќата, овде сосема заслужено и чисто триумф на Методи Божаровски. Браво! Интересен е спортот, а посебно ваквите надпревари, во кои што, како што кажевме, многу влијае моментното расположение на ривалите. Ако претходното женско финале го одлучи малку и среќата, овде се е чисто како солза. Честитки за шампионот, браво и за неговите колеги на пиедесталот, како и за сите преостанати учесници. Освоено трето место, Кралевски Кристијан. Освоено второ место, Рикаловски Александар. И нели за крај, прво место, државен првак во пинг-понг за основно училиште, Божаровски Методија. Најдобар меѓу момчињата, Методи и Божаровски од основното училиште Јана Москоменски од Скопје. Второ место за Александар Рикаловски од основното училиште Кира Гавриловски Јане од Прилеп. И трета позиција за Михаил Насковски од основното училиште Крстен Мисирков од Куманово. Ке ги чуеме и неуспешните тројца пинг-понгари со нивните импресии од турнирот. Честитки за тебе, не е мала работа, се победи во мало финале, како си задоволен од целиот ден? Па овој ден вистина не беше да биде толку добро, да не беше мојата најголема подршка, мојот професор и моите соиграчи кои игра. Тука исто беше мојот тренер, така да денот сум да го... Задоволен си ти од трето место, можеше ли да се отиде чекор подалеку? Па можеше, али кој има поголема концентрација, борбен дух и така. Малку среќа така. Добро, да ни кажеш колку време се занимаваш ти со пинг-понг, кое училиште го представуваш, не ни кажи од кој град? Па јас доаѓам од Куманово, учам за основното училиште Крсте Петков Мисирков, 9-то деление. Со пинг-понг веќе се бавам 4 години, од 2010 година. Почнав така рекреативно, потоа излезе нешто повеќе од рекреативно и така. Сега овие успеси те мотивираат ли да останеш во овој спорт, со овој спорт? Последната година е средно училиште? Да, секако, последната година за основно училиште.
наредна година во средно училиште и се надеваш дека ќе продолжиш на вакви победи? Да, тоа секако дека секој се надева и за секоја борба. До сега се учествували на многу државни и интересни ли се патувањата во други градови, дружењето со другите пријатели? Да, секако дека тука се запознавме со многу добри пријатели, се здруживме и така. Па добро, сега во другите градови одиме, патуваме, али повеќе пошто турнирите се во Куманово и така како повеќе домаќини. Честитки и за тебе, второ место, може би малку разочарување, меѓутоа голем е успехот. Како си задоволен од целиот ден, како помина? Целиот ден помина одлично. Се беше во ред, но мислиш дека пресуди во финалето, може би малку среќата на негова страна? И среќата и денес не бев добро подготвен и така натаму. Да. Имаше ли претходно загубени надпревари денеска или ова ти беше првиот? Ова е првиот пораз во финале. Добро, само да се представиш од кој град доаѓаш, кој училиште го представуваш и колку време тренираш, да ни кажеш во клуб кој членува? Тренирам 5,5 години, учам во училиштето Кире Гавриловски Ане и од Прилеп сум. Задоволени се од досегашните постигнувања, имаш ли многу државни надпреварувања, имаш ли можеби први места, втори места? Да, имам и први и втори места. Следната година имаш право пак во основци или си деветолетка? Деветолетка сум, но другата година не имам за средни училишта, само че се представувам. Да продолжиш со пинг-понгот на ова ниво, да ги представуваш и средните училишта? Да, ќе ги представувам и средните училишта и ќе продолжам понатаму. Честитки за тебе, очекуваше ли да победиш? Не беше очекувано, ама имав оптимистички дух и заради тоа и стигна и резултатите. Добро. Како го оценуваш денот? Беше ли интересен? Загуби ли некој надпревар? Загубили? Денес немав ни еден пораз, загубив само 2 сета и денот ми беше супер и сакам вака да продолжи. Добро, се надеваме дека така ќе продолжи. Финалето, што мислиш дека пресуди затоа што имаш малку поискусен, ако не се лажам, или тука некаде сте по стажен? Па мислам дека сме тука некаде. Исти број на години тренираме и долго играме заедно, се познаваме, некојаш губам ја, некојаш и он, но денес ја успев да победам. Целиот ден како го оценуваш? Беше ли интересно малку да се проши, да се дружиш со другите кои што тренираат пинг-понг? Беше супер, денес се дружев и супер си поминав. Само да ни кажеш уште од кое училиште го представуваш, кое одделение си, дали од идната година ќе имаш право пак во основни или ќе продолжи да се направиш во средна конкуренција? Јас сум девето одделение и доаѓам од училиштето Јана Маскоменски и од следна година сум веќе во средно училиште и ќе настапувам за средните училишта. Добро, очекуваш ли да продолжиш по вакви патеки победнички на мотивација на основа на овие успеси до сега? Па секако да. Секако нема да биде фер да пропуштиме да помуабетиме и со организаторите од Општинскиот сојуз на училишни спортови од Кавадарци, кои се погрижија се да биде спроведено како што е ред. Добро, напорен ден е зад вас. Беше ли организацијски предизвик да се истера се ово и како се задоволен од сето како помина? Општо кажано, од целокупниот организацијски собир тука на пинг-понгарите, од основните школи, доста сме задоволни, затоа што од сите аспекти беа работите тече најнормално, така да немавме никакви проблеми организацијски. И со тоа што ние како домаќини сме многу пресреќни, затоа што го имавме и шампионот токму од Кавадарци, каде што сум воедно и јас како тренер на клубот Градба Промет, али викам ова е за осмолетка. А осмолетката, мислам, тие сите што играат тука, тие се воедно и клубски играчи. Така да ова да ликуваше да вид како државно првенство. Меѓутоа во школски надпревари преточено. Вие традиционално, како што кажа, сте домакини на овие државни првенства за основни училишта. 60 деца, ако не се лажам, од 10-12 градови од Македонија. Ова ли се најдобрите и задоволни сте вие како човек од пинг-понг, од квалитетот што имаше можност да го види Кавадаречка република? Квалитетот, да ви кажам, може и подобро, меѓутоа имаме проблем со тоа што како иде уназад, спортот некако се работи послабо, али сега во последните години гледам во школските надпревари има малку повеќе ентузијазам и тоа дава прилика да можеме за иднината да очекуваме нешто подобро. Значи пинг-понгот е убава работа од еден аспект што децата ги прави попаметни, затоа што пинг-понгарот мора брзо да мисле, ако мисле брзо во пинг-понгот, исто така и во приватниот живот каде што ќе му користи на самите деца. Така да
овие деца што присуствува претежно беа од клубот, имаше некои нормално што се пријавени од школите, каде што воедно имаат прилика тие за да видат утре кај се и што се и они да пристапат кон клубовите. Тоа е една добра работа и добра прилика да можат овие деца да во иднина некој излезе на повисоко ниво, пошто одат на балкански првенства, европски првенства, али сепак за квалитетот реков дека малку мора да се работи поактивно, малку поангажирано и малку да се вклопат и овие физкултурци, каде што по смолетките, по школите треба да му дозволат на пинг-понгот да се игра, затоа што тој спорт е бел спорт каде што се игра и зиме и лете, значи нема временски непогоди, значи за пинг-понгот може да престои светла иднина во случај само ако се работи малку повеќе по школите. Добро, сега да искористиме прилика, како што кажавте, вие сте и тренер на една од надпреварувачките која што победи, задоволени сте од незиното издание, општо од тие кои што се членови на вашиот клуб, што мислите дека пресуди денеска па да заврши во незина корист ден? Општо првиот сет бев задоволен од Сотирова Добринка, како тренер на Пипогарскиот клуб Градба Промети, каде што бев тренер на таа ученичка до Смолетка Сотирова Добринка, меѓутоа во вториот и третиот сет малку потврли и се играше финале кој од значаен резултатот имаше доста некои топчина, да речеме, каде што требаше да напаѓа, тие повисоки топчина она ги префрлаше и стравот превладуваше, меѓутоа дојде во исплашеност повеќе во финалето Димитриевска Ива од Куманово, таа беше малку поисплашена на крајот во финишот, така да похрабрата победи. Честитки за организација и за успехот и многу успехи во него. Благодарам и на вас и добро би било вака јавните медиуми кога ги посетува спортистите, тоа е една сатисфакција за да можат младите да се видат на телевизија, да видат дека спортот добра, да се тргнат од пороците, да не одат на дрога, така да тоа е сепак добра работа. Јавните медиуми се токму за тоа да помогнат. Тоа е тоа, почитувани гледачи, полека дојдовме и до крајот на првото издание на училишните спортови за оваа надпреварувачка кампања. Младите се потрудија и докажаа дека заслужуваат дел од вашето внимание, а ние ќе им овозможиме од седмица в седмица да се радуваат и да ве разонудуваат. Продолжуваме веќе следната недела, и тоа со истата дисциплина, меѓутоа со малку повозрастни спортисти. На програмата ќе биде државното првенство во пинг-понг за младите од македонските средни училишта, кое што се одржа во Крива Паланка. Бидете повторно со нас и уживајте во најдоброто што учениците и спортските дисциплини можат да го понудат заедно во комбинација. До тогаш, од екипата задолжена за училишните спортови, спортски поздрав и секое добро.